Брзо заразната мутација на COVID-19 пристигнува и во Македонија. Постои можност за ширење од новиот вирус и далеко е од тоа дека светот може со сигурност да израчуна кога би бил и дали тоа наскоро ќе се случи крајот на пандемијата. Кои се новите правила на игра со делта вирусот? Дали ќе бидат потребни нови рестриктивни мерки? Мерките ќе зависат од состојбата кај нас, се разбира пред се, меѓутоа и од состојбата која ќе биде која ќе диктира светот токму повторно ради летниот период. COVID-19 ни ја поремети душата. Можеме ли да се вратиме во старото нормално? Буди огромен страв кој што е очекуван, една екзистенцијална неизвестност, анксиозност, паника, вознемиреност. Вреди ли да се инвестира во време на помалку неизвестност? Колку концептот е поразличен и по-нов за потрошувачите, ќе треба подолг период за да се докажеш на пазарот и да ги научиш, но ако веруваш во својата приказна, да. Хроника од Косово, премиерот Курти со поддршка од граѓаните на Косово, но не многу обожуван меѓународната заедница. Курти не се откажува од своевидно спојување со Албанија. Гледате ново издание на Трилинг. Добро вечер. Индиски вирус, мутација на COVID-19, нови предизвици за здравствените работници. Иако генерално проценките се дека COVID-19 стивнува, дел од светските аналитичари предупредуваат дека прерано и рано е се уште да се прогласи крај на пандемијата. Но, дали Македонија може да навлезе во нов бран, четврти бран, со новиот вирус, Делта? Добре ден за Милена Стевановиќ, директор на клиниката за инфективни болести. Доктор Стевановиќ, тече вакцинацијата на граѓаните, иако за волја на вистината релативно е низок процентот на имунизирани граѓани. Но светските анализи предупредуваат и сугерираат што помасовна имунизација за да се амортизира ударот од Делта. Дали постои можност од ширење на новиот вирус? Секако дека постои можност за ширење од новиот вирус и далеко е од тоа дека светот може со сигурност да израчуна кога би бил и дали тоа наскоро ќе се случи крајот на пандемијата. Се дека имаме нови соеви кои го зголемуваат бројот на новоинфицирани, низ целиот свет, зборувам глобално, пандемијата уште е далеко од завршување. Вакцинацијата е главниот начин за што побрзо прекинување на ширење на инфекцијата и ставање крај на пандемијата. Ние исто така веќе почнуваме апсолутно масовна вакцинација, дури и од возраст над 12 години, во повеќе различити центри низ државата, се со цел да се брзо постигне повисок број на процент на вакцинирана популација. Дури и да главната причина за вакцинацијата е да дури и да не бидеме 100% заштитени, последиците од инфекцијата и можностите што развојот на болеста што таа може да ги предизвика, сметаме дека ќе бидат навистина занемарливи во однос на можноста од компликации кај невакцинирана популација. Оние кои досега се вакцинирани, кои имаат примерно и првата и втората доза, дали може да бидат спокојни во однос на Делта вирусот? Далеку поспокојни од она што светот го кажува како искуство, иако рано е да се дадат прецизни математики и согледување врзани со ширењето на Делта по Европа, но на што го кажуваат искуствата е дека вакцинираната популација е безбедна, но повторно ќе кажам, ниту една вакцина за било која болест не овозможува 100% заштита, но она што не го овозможува со сигурност, а тоа е многу значајно, дека може да не задржи надвор од болниците и подалеку од сериозни компликации на болеста и најнесаканиот исход од нејза. Зошто во овој период во фокусот за вакцинација се децата? Иако според вашиот колега доктор Пановски, приоритет треба да бидат според него возрастните и оние лица кои имаат хронични болести. Децата и младите се во фокус, затоа што е забележан и поголем број на инфицирани
точно млади луѓе, а тоа е токму поради тоа што оваа популација е драстично помалку имунизирана, затоа што, како што и вели самиот професор, сите почнавме да вакцинираме од највисокоризичната популација, од највозрастните, преку ние со хронични болести и така натаму. Но, кај нас така тече вакцинацијата, според возрастните групи, според хроничните болести и тегоби што пациентите ги има, а ги ставаат во повисок ризик од инфекцијата, така да ништо не се разликува од она што ние всушност го правиме веќе од самото почнување на вакцинацијата. Сега е достапот и на вакцини за нашата држава поголем и можноста да бидат и помладите структури вакцинирани исто така. Доктор Стевановиќ, во нашето најблиско окружување, Грција, например, расте секојдневно бројот на заразени од Делта вирусот. Доколку ние сакаме да влеземе на грчка територија, треба да имаме PCR тест или да бидеме вакцинирани, а граѓаните кои се враќаат од Грција, ние немаме увид дали може да... Дали треба да се воведат брзи тестови на граничните прегледи? Јас лично не верувам во тоа, затоа што веројатно најголем дел од таа популација која била тамо на летување и може би е инфицирана со COVID-19, независно кој сој во прашање, веројатно ќе биде прерано за да го направиме тестот и ние секако ќе добиеме, или најверојатно ќе добиеме лажно можеби негативен тест. А тоа е наша популација, наш народ, кој секако мора дома да си дојде и да побара грижа во нашите здравствени институции. И јас мислам дека тоа е помалку значајно во моментот колку што е значајно да сите оние кои не се вакцинирани, а заминуваат на годишни одмори. И не е тоа само Грција во прашање. Баш доваѓајќи наваму случајно еден сериозен извештај за Португалија, како тамо рапидно растат бројките. Бројките се веќе и четвртоцифрени. Така, а како се вика, тоа ќе се однесува на секоја една земја во која туризмот е многу интензивен и патувањето на луѓето на доаѓање и на поаѓање е големо. Тоа е многу лесно се разнесува, нели се расширува инфекцијата. Токму поради тоа би апелирала до сите граѓани кои идат сега на годишни одмори да сериозно, ако не се вакцинирани посебно, да сериозно внимаваат во смисол на дистанцата, во смисол на користењето на оно што значи лична заштита. Дали е потребно и дали размислувате, бидејќи се најави дека можеби Македонија ќе донесе евентуално нови мерки во однос на ширењето на Делта? Можни се нови рестриктивни мерки? Во овој момент јас не очекувам нови рестриктивни мерки, покачување на алертот повторно верувам дека тоа ќе биде и тоа е неопходно, но вие и сами гледате дека за оваа година и пол мерките динамично се менува, се зголемува, се поострува, се намалува, се ширеа во различни области и така натаму. Така да мерките ќе зависат од состојбата кај нас, се разбира пред се, меѓутоа и од состојбата која ќе биде која ќе диктира светот токму повторно ради летниот период, токму поради тоа брзо и едноставно движење на луѓето низ државите. Доктор Стевановиќ, не ви се чини дека помалку, поточно премногу се опуштивме, веќе речиси секојдневно се полни кафолињата, се прават свадби на отворено, на затворено. Можно ли е забави се прават? Можно ли е од тоа да произведат и нови кластери? Па се да ви кажам, ако ги исклучиме свадбите од оваа приказна, и минатото лето исто така се правеа многу забави. Ние сериозно стравувавме од тоа. Во моментот епидемиолошката состојба во Македонија не треба да не загрижува во однос на овие појави што ги кажувате, но тоа не значи дека за кратко време нема да се променат состојбите. Лично сметам дека затварањето станува се поголем проблем. Предолго време трае со ова. И не само на генералната популација, како здравствен работник зборувам. Исто така. Мислам дека треба малку да го искористиме
летото, отвореното, можноста да бидеме на отворено и да одмориме малку од села, но никако не смееме да ги занемариме основниве овие мерки на превенција. Во текот на разговорот споменавте две добри поенти. Првата е дека не исклучувате на есен да има нов бран, но во исто време велите дека не гледате во моментот влошување на здравствената состојба или слика на домашен план. Знаете како? И нема потреба од рестриктивни. Видете, во моментот во нашата држава и покрај тоа што се прават голем број на тестови, имаме многу мал број на ново откриени инфицирани пациенти. Пример, јас ги слушам и комуницирам со колегите во сите центри низ државата. Или немаат ниту еден, или ги имаат последните 1-2 пациенти. На нашата клиника има 12 пациенти кои се уште се на лекување, но тоа не е само параметар, многу е значајно дека потребата од прегледи на ковид суспектни пациенти имаме се помалку или практично веќе и да ги немаме. И тоа укажува дека стабилноста на епидемиолошката состојба во пракса е баш таа и дека не осцилира вирус во голема количина на нашата територија. Но со завршувањето на годишните одмори и можноста за комуницирање и инфицирање ќе се зголеми секако за време на јули и август месец. Сите тие луѓе ќе дојдат дома, па можноста да ја прошират инфекцијата е секако голема. Од тука и моето објаснување дека се уште не мораме да бидеме опрезни во смисол на заштитата. Професор Трајковски, од Битола, меѓу другото, неодамна предупреди, премногу се опуштаме, се наоѓаме во обрач на соседството без строги мрежи. Искуствено, процентот на прележани, процентот и брзината која јас верувам дека е прилично евидентна на процесот на вакцинирање, е тука. Јас зборувам од она што го зборувам во пракса. Дали да го предвидуваме или не понатаму развојот, навистина мислам дека практично никој не може. Дали може? Мислам дека би било неодговорно да ви кажам апсолутно не може. Секако дека може. И сите ние тоа се плашиме од таа можност, посебно ние што ја работиме таа работа. Ма можноста да се инфицирате за сега во нашава држава е вака. Излегувањето надвор, со обзир на тоа што го кажуваат нашите сработени тестови, нашите болници, бројките на хоспитални болни, бројките на прегледани болни, бројките на суспектни болни кои може да бидат инфицирани со ковид, а се уште не се потврдени, и оние кои се веќе истестирани. И тоа е нешто што е многу рационално, значи не предвидување, туку е нешто што го гледаме. Да, можноста да се инфицираме надвор. Мислите дека треба да ги затвориме границите, дека треба да останеме дома? Може би е тоа опција, но не верувам дека би била широко прифатена од повеќе причини. Најчесто во летниот период иселениците доаѓаат дома. Македонските граѓани сакаат конечно да излезат надвор од границите, откако го пребродивме оној бран на рестриктивни мерки, полициски час и така натаму. Дали може би треба да се размислува за ПСР тестови на граничните премини? Мислите на оние кои доаѓаат од странство Од странство кои влагаат на наша територија. Како ние ќе имаме инаку евиденција? Видете, во голем дел од земјите кои ние патуваме, ви бараат или статус на вакцинација или ПСР тест. И зашто би ги правиле на границите, секако би можело тоа да биде подготвено онака во документација како кога ние патуваме во странство. Така да тоа не е ништо што мислам дека може да штети. Не знам дали колегите епидемиолози би имале некоја попрецизна образложение за една ваква мерка, но не верувам дека е нешто што би можело да штети, да биде барање за влез во државата и еден позитивен. Се разбира за странски државјани, односно на оние кои не се жители на земјата. Што не можете да барате негативен тест за наши државјани кои си доаѓаат дома, се разбира. Во моментов има слободни болнички кревети на клиниката за инфективни болести. Оној голем бран веќе го нема, меѓутоа предупредувате за можен нов четврти бран за наесен. Прашањето ми е, може ли повторно да се размислува за повторно затварање на градинките, училиштата?
воведување на рестриктивни мерки, иако министерот деновиве спомена дека нема потреба да се размислува за порадикални мерки. Секако дека сега нема потреба да се размислува, а дали ќе се јави потреба, тоа ќе треба да се остави да се види. Оно што е многу значајно е дека клиниката интензивно се подготвува за можноста да има повторно голем број на пациенти кои ќе треба да ги згрижи во смисол на нега, третман, диагностика и се што е потребно на еден пациент. И за тоа сме подготвени, колегите го добиваат и веќе ротираат на заслужени годишни одмори и во случај да бројката повторно се зголемува, ние сме подготвени да пациентите ги прифатиме како и во претходните ситуации кога ги имавме. Доктор Првите Стевановиќ, како ги доживувате забелешките дека можеби понекогаш се носат адхок решенија, а не се гледа можната предвидливост на што може да наидеме во наредниот период? Не мислам дека, видите, многу работи врзани со епидемиологијата мора да се случат адхок. Можевме ние да предвидиме британски сој, можевме да предвидиме делта сој или не знам уште кој сој може да излезе, кој може тоа да го предвиди? Не можете се да имате испланирано. Имате граници, груби линии испланирани кои ве водат, а сите дополнителни методи и целата мрежа дополнителна на разноразни мерки превземање се прави во склоп на одредена ситуација. Вие не можете да решавате состојба ако не знаете актуелната ситуација. Да, и вие можете да предвидите или да предпоставите нешто понатаму. Ние предпоставуваме дека е можен нов бран. Затоа што предпоставуваме дека е можен нов бран, имаме сериозно интензивирање на вакцините, дури моите термини се трнати за да може човек да дојде што полесно и што побрзо до вакцинација. Спуштена е возрастната граница на драстично помала возраст за да биде опфатена. Тоа е план. А дали вие ќе забраните одење во школа, можете ли сега да предвидите во септември месец дали некој ќе оди во школа или дали ќе има потреба да се затвори градинката? Тоа не можете да го предвидите, се разбира. Од септември ќе се грижите повеќе за пациентите или ќе размислувате за граѓаните на општина Центар? Јас секогаш се сум загрижена и размислувам за граѓаните, па дали ќе бидат тие пациенти или не. Тоа е нешто што ја сега навистина не можам да го одговорам, затоа што како и ние впрочем велиме недоброто за општината, за да се избере недоброто, треба да се даде време. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала. Почитувани гледачи, тоа беше доктор Милена Стефановиќ, директор на клиниката за инфектологија. Во првите 3 месеци по позитивниот тест на COVID-19, секој 5ти човек во светот се соочува со психолошки нарушувања, депресија, анксиозност и несоница. Додека едни се соочуваат со олеснување и возбуда за враќање кон животот во нормала. Други чувствуваат страф и неизвестност како ќе изгледа животот по пандемијата. За менталното здравје во Македонија денеска зборуваме со Ивана Хаџиванова, психолог, гешталт психотерапевт и супервизор. Ивана, какво е менталното здравје на македонците 15 месеци по првиот случај на COVID-19 во земјава? Би рекла дека се соочивме со огромен предизвик и оваа криза апсолутно многу го загрози и го афектираше менталното здравје. Некако сите свативме сега колку е сето тоа поврзано, односно како стравот за соматското здравје и за екзистенцијата може да влие и на менталното здравје и на психолошката добросостојба. Се соочивме со огромни предизвици и тоа го почувствува сите возрастни категории. Дури и оние кои никогаш во животот не се соочиле со психолошки тегоби, за прв пат за време на пандемијата COVID-19 се соочија со анксиозност и депресија. Оно што мене ме интересира во моментов е дали конечно се поби или се намали онаа стигма за психолошка стручна помош кај населението наше. Луѓето некако станаа послободни и поотворени и самата криза и нарушување на психичката состојба ги натера да го надминат стравот, стигмата, предрасудите и да побараат стручна помош. Имаме голем прогрес во однос на тој дел, тоа го докажува и изголемената бројка на клиенти со кои што работиме во центарот во сиот овој период, истото го потврдуваат и колегите. Би рекла дека има уште еден мал процент на кои што луѓе на кои што се уште имаат страв, срам, предрасуди и слично, меѓутоа има значително подобрување.
Психолог Хадживанова, дали во овој период додека работевте со клиентите кои што поминале COVID-19 или се соочуваат со некакви стравови, верувам дека и вие имавте потреба од релаксирање и опуштање слушајќи ги сите тие приказни секојдневно. Дали имавте вие потреба од психотерапија? Имавте ли вие ваш личен психотерапевт периодов? Да. Јас супер прашање, фала ви Марија. Јас имам постојано мој психотерапевт и многу често се навраќам во сопствениот личен психотераписки процес, за кој што си велам дека ми почнал еднаш, а ќе ми заврши на крајот на мојот живот. Така што апсолутно да, јас како стручно лице, секако со сето свое знаење и искуство, сепак сум пред се само човек, кој што се соочи со сопствените стресори, стравови и слично, и секако тука и српеноста и од работата, и ние се соочивме со огромен предизвик да бидеме апсолутно достапни во сиот овој период, и со оглед и на тоа што и ние како стручни лица сме апсолутно пожелно, дури сме и задолжени да повремено имаме индивидуални сесии, како што сме задолжени да имаме и супервизиски сесии со наши психотерапевти, така да, имам свој психотерапевт и секогаш ќе имам. Сигурно во овој период работевте и со луѓе кои што ја победиле короната. Каква е ситуацијата со нив? Се враќаат кон нормалниот живот или се уште ја продолжуваат онаа низа на самоизолација? Во секојдневната пракса сретнувам различни случаи, апсолутно голем број на луѓе кои што прележа, сега ги гледам и ги чувствувам дека едва и чекаат да се опуштат, да се придвижат послободно, да функционираат, да се вратат во условно кажано нормалното функционирање. Сето тоа многу зависи од начинот на кој што е прележан коронавирусот. Апсолутно не имавме на тој спектар на манифестација на болеста и асимптоматско прележување или лесна клиничка слика, средна клиничка слика и тешка, и секако дека има разлика согласно тоа како индивидуата минала со вирусот, како семејството минало, поблиското семејство или пријателите или кругот во кој што тоа лице функционира, дали можеби се случиле некакви загуби, така што имаат врска во однос на ова прашање многу фактори. Секако дека некои луѓе поопуштено се чувствуваат и се однесуваат и полесно се враќаат во нормалата, но има и една категорија на луѓе кои што можеби поради тоа што се уште се соочуваат со одредени последици кои што видовме дека COVID-19 остава и долготрајни последици, има и луѓе кои што се уште силно перзистира стравот и се уште можеби пообсесивно ги почитуваат и мерките и се однесуваат и не име тој процес на враќање толку едноставен. Каков е вашиот став? Ќе продолжиме со нормалниот живот по крајот на пандемијава или ќе живееме со новостекнатите навики? Јас искрено се надевам дека ќе успееме некако да се вратиме во нормала, но секако времето ќе биде најдобар диагностичар што точно ќе се случува. Искрено се надевам дека што поскоро ќе дојдеме до тој конечен крај на оваа пандемиска криза, бидејќи јас не чувствувам дека тоа апсолутно е во целост така. Би рекла дека секоја криза, како и оваа пандемиска криза, носат низа на промени кои што дел од нив може да останат подолготрајни, и зборувам за промени во човештвото, за промени во функционирањето. На ниво на навики апсолутно може да има и дел на луѓе кои што може ќе задржат одредени навики или пообсесивно ќе се однесуваат во однос на хигиената или можеби во однос на начинот на блиското поздравување и слично. Меѓутоа би рекла дека можеби е се уште точно да се тврди и да се збори се уште рано, бидејќи иако сме во една фаза во која што имаме огромен прогрес, се уште не сме до крајот на истото, па за да видиме што 100% ќе се случува. Во првите борбени редови на пандемијава COVID-19 беа лекарите и медицинскиот персонал. Имавте ли случај на клиенти од медицинската фела? Лекари, медицински персонал? Апсолутно да. И секако тие се исто како и ние психолозите, терапевтите,
и лекарите се пред се луѓе кои што изложени на овој огромен, долготраен, хроничен стрес, секако кај голем број од нив доведе исцрпување на психофизичките снаги и појава на оној брнаут феномен, кој што е феномен врзан за професионалниот стрес, кој што они го има долг период во огромна мера. Психолог Хаџиванова, што предизвика поголема анксиозност кај луѓето? Хистеријата општествена која што се создаваше или пак самиот вирус? Па би рекла и двете во одредени периоди допринесе апсолутно и општествената хистерија во одредени моменти кога паниката помеѓу нас, особено и во почетните периоди, се соочувајќи се со еден непознат вирус кој што е животозагрозувачки, апсолутно е разбирливо да се јават овие, да речам, општествени феномени. Меѓутоа, апсолутно секако пред се, како број еден, имаше влијание тоа што, пак ја повторам, се соочивме со еден изненаден, непознат вирус кој што се појави меѓу нас и кој што, за жал, е животозагрозувачки и одземе голем број, да има голем број на жртви, и секако дека тоа буди огромен страв кој што е очекуван, една екзистенцијална неизвестност, анксиозност, паника, вознемиреност, ескалирана грижа за сопственото здравје, живот, како и грижа за најблиското семејство, и тоа е човечки, разбирливо и апсолутно се ова што ни се случуваше беше очекувано. Не знам дали ќе се согласите со мене, но за време на пандемијата COVID-19 некако малку повеќе ни се разви емпатијата и сочувството. Ќе успееме ли некако да ги задржиме и по пандемијава? Јас искрено се надевам дека да, и можам да кажам дека коронавирусот беше вирус на вистината, односно на површина излегоа многу работи, како на колективно општествено ниво, светско ниво, така и индивидуално ниво, и би рекла дека од човекот ќе излезе тоа што во суштина тој во себе го носи, така што емпатијата, солидарноста и хуманоста во огромен процент ескалирано, односно во голема мера излезе како резултат на кризата од луѓето кои што ја поседуваат, но секако дека имавме и случаи кои што го покажа спротивното однесување, меѓутоа пак ќе кажам во зависност од тоа што секој човек носи во себе. Откако почнаа да се намалуваат бројките, пат се забележува од случаи на заразени со COVID-19, започнува ли македонскиот народ малку да се опушта? Апсолутно да, мислам дека започнува. Ќе повторам пак, и дури и јас се чувствувам дека малку послободно дишам и се однесувам во секојдневието, истото го забележувам и кај своите блиски, и кај своите клиенти. Добро ни доаѓа и летниот период, добро ни доаѓа намалувањето на рестриктивните мерки. Чувствувавме огромен притисок и стрес. Сега некако можеби имаме исцрпеност на снагите, затоа што веќе ова долго трае и сме во една фаза кога онака баш интензивно ни треба ова опуштање, но кое што секако согласно препораките кои што ги имаме од Министерството за здравство треба да бидеме сепак внимателни, бидејќи нели можеби во мал број се уште постои трансмисијата на коронавирусот. Психолог Хаџиванова, ви благодарам за денешниот разговор. Ви благодарам и на вас. Стартап заедницата не мирува дури и во време на пандемија. Токму во екот на пандемијата го започнала својот бизнис. Подолг период се размислувала кога да стартува. Емилија Шумановска, Yes Pasta, со нејзиниот бизнис започнала во септември 2020 година. Од каде идејата? Што било пресудно да започне со ваков бизнис? Добре за Емилија. Добре ве најдов. Што беше мотивот да се започне со Yes Pasta? Yes Pasta е една приказна која што да кажам стои
кај мене во позадина стоеше некои 6 години пред да ја стартувам и да се решам да ја стартувам. Бев поттикната како да ја добиам како идеја од еден европски ланец на ресторани кој што има сличен концепт на работење. Со тоа што во моментот беше како добра идеја, но остана позадински. После некои 6 години решив дека ќе го оформам како мој бренд, не како да кажам франшиза на тој европски ланец. Со тоа што, како што кажавте, многу време го поместував самиот рок за отварање на бизнисот заради пандемијата. Ова е стартап приказна. Токму така. Вреди ли да се инвестира во време на помалку неизвестност? Реално секој стартап е приказна за себе. Според мене, колку концептот е поразличен и по-нов за потрошувачите, ќе треба подолг период за да се докажеш на пазарот и да ги научиш, но ако веруваш во својата приказна, да. И кај нас периодот, да речам, бидејќи веќе сме 10 месеци на пазарот, периодот додека не научат потрошувачите, додека стекнат некаков вид на доверба или да се осудат, да речеме, да дојдат кај нас, да пробаат, да купат, беше малце и повеќе од неизвестно, но мислам дека со тек на време се исплати. Колку што знам, сте конкурирале најпрво преку фондот за иновации, Токму така. за потоа да аплицирате на конкурс преку една од македонските банки. Степ бај степ се изградивте за речиси една година, си создадовте имидж. Па неполна цела година, ама да. Да кажам дека сум задоволна со тоа што луѓето веќе ја знаат ЕСПАСта, или барем слушнале за нејза, или дошле, да кажеме, станале дел од потрошувачите наши. Има ли кај потрошувачите на ваквиот модел на take away, што би се рекло, храна навика? Да, мислам дека веќе многу се приближуваме према европскиот начин на живот, каде што луѓето се повеќе научени да јадат надвор или да си земат текаој за дома, отколку самите да спремат, така да мислам дека да. Планирате да се ширите, да го ширите својот бизнис? Да. Значи, ЕСПАСта ја почнавме во 30 квадрати, бидејќи сепак е стартап и пак неизвестен период, нели, пандемија. Со тоа што сме многу задоволни, потрошувачите се задоволни, следно планираме на нова локација да отвориме. Тоа ќе биде во новиот мол во Истгейт, кој што се гради на поранешни простор на Саем. Што најмногу преферираат Потрошувачите? Потрошувачи? Ние имаме во нашиот, да кажам, во нашето меню и портфолио, освен регуларната тестенина која што ја нудиме, дополнително нудиме и вкусови на тестенина кои што ги нема на пазарот. Тоа се чили тестенини, зачинета тестенина, самото тесто има зачини внатре, чоколадна тестенина и равиоли со несекојдневни полнења, да кажам, од што е научен нашиот народ. Но сепак сите се одлучуваат за регулар паста, тоа ми е као најпроверено. И не можам да дефинирам за кој сос би го одбрале, бидејќи стварно имаме преку 20 сосови, а луѓето си имаат сите различни преферации. Некој за црвен, некој за бел, некој со месо, некој без месо. Со тоа што се стремиме се да биде, значи, домашно, без конзерванси, и за да бидат потрошувачите позадоволни. Колку македонските банки препознаваат добар бизнис план? Јас во мојот случај можам да кажам, како што го спомнавте, фонд за иновации што не го препозна, да речам, потенцијалот на ЕСПАСта, дека имам многу позитивно искуство со аплицирањето во банка за чекор по чекор. Почитувани гледачи, во продолжение, Владимир Кечовски од Шпаркасе банк одговара на прашањето колку банките знаат да препознаат добар и успешен бизнис план. Посебно интересна тема, посебно интересна за младите предприемачи кои сакаат да започнат сопствен бизнис. Сакам да кажам дека Шпаркасе банка е прва банка, односно уникатна банка која што почна со кредитирање на овој сегмент. Поаѓајќи тоа што знаеме дека стартап бизнисите како такви се ризична категорија, односно секој трет стартап, ајде да кажеме, реално пропаѓа. Идејата на банката беше да видиме како може да најдеме начин да ги кредитираме овие стартапи.
токму програмата Чекор по чекор е одговор на нашата идеја како да ги кредитираме стартап бизнисите, односно успеавме да направиме еден спој на како да го намалиме ризикот за банката, односно го уклучивме Европскиот инвестиционен фонд како гарантен чадор кој гарантира за пласманите, односно доколку некој пласман е проблематичен, дел од средствата за тој пласман на банката ги гарантира Европскиот инвестиционен фонд. Вториот момент кој што исто така ни фалеше како банка беше ноу-хауто во кредитирањето на овие стартап бизниси. Го уклучивме невладиниот сектор, односно пред 3 години во тој момент ги ангажиравме две невладини организации кои што се занимаваат со обука и менторство на стартап бизнисите. Тоа беше Стартап Академија и Бизнес Импакт Лаб. На тој начин, како да кажам, ние како банка заедно со нив направивме една програма, односно 6 модули програма, која што комплетно се занимава како една бизнис идеја може да прерасне во одржлив бизнис. Односно има модул како да го истражите пазар, што е плюс, што е минус, кои производи се конкуренција, кои производи нели се комплементарни, односно она што викаме што би го интересирало и предприемачот, тоа интересира и банката. И третиот момент е тим во банката направивме, ентузијасти кои што реално ќе се посвети на оваа тематика со подолго искуство во банката и кој што нели ангажиран на оваа програма. И со тоа успеавме да направиме еден спој, односно успеавме да најдеме начин како да излеземе пресред на младите предприемачи кои што, сакам да не поменат, имаат само идеја во некоја фаза на ран развој, како таа идеја да направиме од долгорочно одржлив бизнис. Пак ќе кажам, позитивно е што сме прва и, ајде да кажеме, ова е уникатна програма моментов на пазарот и имаме, може да кажеме, више направено како некоја си историја, односно, ова е 3-та година како ја правиме програмата. До сега имаме поминато повеќе од 200 млади предприемачи низ нашата обука. Имаме кредитирано 22 компании или 22 идеи во тотал износ на некои 200.000 евра и позитивно сакам да кажам и да го потенцирам дека до сега од сите овие пласмани немаме проблематичен пласман, односно што значи дека сме успееле да ги најдеме оние бизниси, односно оние бизнис идеи кои се одржливи на долг рок, што е нели целта на оваа програма. Дали таргетот на вашата банка во однос на иновативните решенија се компании од угостителството, од туризмот, од IT индустријата? Ајде да кажеме, најприсутни се уште услугите, односно, ајде да кажеме, традиционалните бизниси, но може да кажеме, ајде да кажеме, под влијание на сите негативни аспекти на кризата, имаше и некои позитивни аспекти од кризата, односно, некои, да кажеме, дигитални решенија со додадена вредност, кои се јавија како резултат на кризата и имаме, поготово во овој новиот циклус, компании кои што работат токму на дигитализација, односно на иновативни решенија на дигитализација, кои нели се секако иднината. Колку кризата на некој начин влијаеше врз одредени потенцијални стартап компании да влезат во ризикот да инвестираат или пак да се откажат? Реално, да, кога почна кризата на почетокот, нели се осети дека и предприемачкиот дух, односно младите предприемачи, како да кажеме, малце успори, односно целосно беше таквата клима, но после тоа се јави идејата дај да видиме како можеме да искористиме унаводници кризата, односно да видиме какви решенија, односно какви производи со додадена вредност можеме да понудиме како одговор на кризата и се појавија навистина повеќе бизнис идеи кои што беа одговор на кризата. Ние како банка исто така веднаш реагирав, односно ако првиот циклус кажеме дека беше one-on-one сесии, клиентите има ментор кој беше одговорен со нив, беше константно со нив. Во вториот циклус и ние како банка успеавме 100% да го дигитализираме процесот како одговор на кризата и на крај сепак успеавме да имаме успешни бизнис приказни, односно да најдеме идеи кои што можеме да ги кредитираме.
Курти, сега последниве, што беа од последниот состанок со Вучич, рече ние нудиме она што сте им го дале на албанците во Прешевската долина и она што сте им го дале на бошњаците во Санџак, ние ќе им го дадеме на србите во Косово. Во јавноста голема врева се дигна околу така наречениот нон-пейпер, словенечки нон-пейпер на премиерот Јанша, околу идејата за можно прекројување на границите. Во Косово плебисцитарно е отфрлена таквата идеја веќе. Значи Косово сака признавање меѓу Косово и Србија заедно во рамки на постоечките граници. Косово или како да се надмине новата притаена конфликтост во релациите меѓу Косово и Белград. Посредбата Вучич-Курти. Се уште нема навестување за можна разврска на долгогодишниот проблем помеѓу Косово и Белград. Очигледно овој диалог ќе потрае уште неколку месеци, а можеби ќе стане збори за години. Што значи нон-пейперот на словенечкиот премиер Јанес Јанша, кој меѓу редови најавува и можно прекројување на границите на Балканот? Во ова издание на Трилинг, мој согодник Илир Ајдини, поранешен новинар, колумнист, писател. Добре дојдете во емисијата. Инаку Ајдини во последно време е постојано на релација Скопје-Приштина. Господин Ајдини, гледате ли во моментов некаков можен исчекор во релациите меѓу Белград и Приштина и што во моментов според вас е спорно меѓу двете земји? Значи, навистина, иако има драстична, да речеме, промена на власта во Приштина, дојде на власт една партија која што долго време беше во опозиција и која се противеше комплетно на било какви преговори и инсистираше на самостојност и самоодлучување. Значи, тоа е партијата на Курти. Сепак, таа влезе во диалогот со Белград, нешто на што, како што реков, се противеше во минатото додека беше во опозиција и некоја голема промена во тој правец, значи во односите, во начинот на водење на диалог, во начинот на комуникација меѓу Белград и Приштина не може да се забележи, затоа што и во минатото тие релации беа заострени и цело време, како и во моментов, полни со меѓусебни обвинувања, со меѓусебни напади, со... Што е во моментот главниот камен на сопнување? Тоа што Србија не може да се помири и не сака во ниту еден момент да помисли на признавање на Косово како посебна држава? Значи, има два моменти. Едниот е, значи, главни моменти кои што се пречки од едната и од другата страна. Тоа е она што го кажавте и вие, дека Србија не сака ни да наводно ни да размислува за признавање на Косово и на некаква независност, одбива да прифати дека Косово не е веќе дел од Србија. Веројатно е тоа политички мотивирано, мислам, или оправдано од страна на актуелната власт, затоа што секако ќе изгуби дел од симпатиите и од поддршката во јавноста. Од другата страна е одбивањето на Приштина, значи, да го спроведе договорот за формирање на заедница на српски општини, која што би била оние општини со мнозинско српско население во Северно Косово. Значи, Курти, сега последниве, што беа од последниот состанок со Вучич, рече ние нудиме она што сте им го дале на албанците во Прешевската долина и она што сте им го дале на бошњаците во Санџак, ние ќе им го дадеме на србите во Косово. Во јавноста голема врева се дигна околу така наречениот нон-пейпер, словенечки нон-пейпер на премиерот Јанша, околу идејата за можно прекројување на границите. Да,
Значи, судејќи според она што го гледаме во Косово, плебисцитарно е отфрлена таквата идеја веќе. Значи, последните идеи кои што произлегува во јавноста беа во времето кога Хашим Тачи беше премиер и преговараше со Вучич, и тука се спомнуваа известни размени на територии, значи да се отстапи дел од Северно Косово на Србија, да се земе дел од Јужна Србија со мнозинско албанско население. Значи тоа беа последните такви размислувања, јавни барем, или полујавни, дури и самите не ги признаваа ни Тачи, ни Александар Вучич не ги признаваа дека збора за тоа. Значи Косово сака признавање меѓу Косово и Србија заемно во рамки на постоечките граници. Дали ова значи дека дефинитивно е завршена она идеја која што во одреден период се пласираше во јавноста за голема Албанија? Па, знаете како, сега таа идеја, Курти не се откажува од своевидно спојување со Албанија. Сега, дали тоа ќе биде во една држава или во некоја асоциација на двете држави или нешто такво, меѓутоа, тоа е негова платформа уште веќе 2 децении. Создавање на некоја голема Албанија, која би била спојна Косово и Албанија, не се спомнуваат тука делови од Македонија, значи во тој дискурс. Колку е возможно да се реализира намерата на Брисел да ги интегрира сите земји од Западен Балкан во услови кога се уште во регионот имаме отворени прашања? Ние разговараме тука за диалогот Белград-Приштина, го имаме отвореното прашање помеѓу Скопје и Софија. Сега ова иницијативата за мини Шенгенот може да успее. Спорот Македонија, Бугарија, мислам, стварно е некако абсурден и не знам како ќе се реши и сигурно представува пречка за таа работа. И тука уште ќе спомнам дека иако Курти дур беше во друга позиција, значи во опозиција ја отфрлаше идејата за мини Шенген, сега прифати некој вид на асоциација на државите од Западен Балкан, што нема да се вика мини Шенген, ама ќе има некој друго име. Тоа и го предложи тој на средбата со Вучич. Наесен треба да започне хашкиот процес против дел од водачите на ООН, особено Тачи и Весели. Дали со ова завршува ерата на ОВК? Значи, ОВК е етаблирана, речеме, во севкупниот општествен живот, политика, економија во се ОВК. Значи, бившите водачи на ОВК. Тие имаат бизнеси, тие имаат позиции, се уште од некои се исфрлени, во некои се држат и натаму, во одлучувачките тие структури и не би рекол дека ќе биде крај на влијанието на ОВК, затоа што дури и овие кои што биле противници, политички противници на тие структури кои произлегува од ОВК, не се осмелуваат во јавноста се уште да излезат и да кажат не ги е сапиме веќе. Албин Курти пред една година изјави дека Косово се ослободи од Србија. Сега треба да се ослободи од корупцијата. Цело време го кажува тоа. Сега наводно. И превзема, значи како нова власт, сега деновиве полни студена. Кој владее во моментов со Косово? Владее Курти. Владее Курти има голема поддршка, има. Значи тој доби огромна поддршка и неочекувана за мене беше таа дека до толку се знаеше дека ќе победи, но дека ќе добие. Видите, владее Курти има огромна поддршка, исклучиво од косовските граѓани или од меѓународната заедница? Сега од меѓународната заедница
го дочекаа добро, поздравија неговото доаѓање, заедно со Вјоса Османи и таа му помогна. Самите резултати покажаа дека Косово се соочувало и дека граѓаните биле многу незадоволни од досегашните косовски власти поради корупцијата и едното и другото, така што во моментот кога победи толку убедливо Курти, тој ја доби поддршката од меѓународната заедница. Таа поддршка, меѓутоа, не е безрезервна. Тој ја нема поддршката во односот кон заедницата на општините со мнозинско српско население. Значи, излезе американската амбасада, излегоа други амбасади од квинтата, од оние 5 најзначајни земји, кои што рекоа тоа е обврска на Косово и тоа Косово треба да го прави. Тоа Курти го одбива и тука ја нема поддршката, тука губи кредит кај меѓународната заедница. Имаше и фигури блиски до Курти кои што рекоа не важи Вашингтонскиот договор и кој што беше подпишан со посредство на Трамп, меѓутоа кој беше поддржан од новиот американски претседател Бајден, кој што рече тој договор мора да се спроведе. Му останува и натаму големата внатрешна домашна поддршка. Значи, огромната домашна поддршка која му дава сила, му дава моќ, му дава уверување дека е на прав пат, што е малку, мислам, проблематично. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Следевте уште едно издание на емисијата Трилинг во врело лето со жешки теми и соговорници. Се гледаме повторно за 7 дена во исто време, петок, 18 часот и 15 минути. Репризното издание на политичко-општествениот магазин е недела 19 часот. Довидување за 7 дена во исто време.